Blagoslovi Hriste Bože, moja duša umorna, Tvojka radost silna bolna, vo srce mi pristigna. Tvojka radost silna bolna, vo srce mi pristigna. Ti mi davaš sila, nadež, ljubav što me sopira. Za navek sum Tvoje dete, Duho Tvoj me obleva. Za navek sum Tvoje dete, Duho Tvoj me obleva. Се викам Стевановска Верица, родена сум во Скопје, живеам во Скопје, Кисела Јабука населба, тоа е до Волково. Родена сум 58 година, имам 65 години, слава му на Исус што доживеав толку. Секогаш во мислата ми беше колку години ќе живеам, затоа што татко ми почина многу млад, над своји 36 години, јас тогаш имав нецели 10 години, кога ги поминав неговите години бев пресретна. Кога направив 57 години, тогаш си помислив мајка ми почина на тие години и тие ги поминав, слава ти Исусе. Секогаш такви мисли ми доаѓаа во главата. Се додека не почнав да читам Библија и да се смирувам, кога ќе ја земев Библијата, читав, па заспивав некој период, мажот ми малку се противеше. Неколку години читав, тоа беше пред некои 25-6 години сигурно и престанав. Помина време, доста време, може 5-16 години. И сестра ми даде Библија, ми вика, сакаш ли пак да читаш Библија? Сакам, као со резерва. И ја земав Библијата, читав, колку читав, нешто разбирав, повеќе не разбирав. Од дете сум воспитана да одам во црква, да се крстам, да се молам, да палам свеки. Така ме научи баба ми, тоа знаев. Да постам, одев во школа, гладував, се причестував, се што ми кажуваше правев. Меѓутоа јас не знаев да влезам во црква и да се молам, например. Никогаш не сум знаела, кога ќе влезам во црква со сестра ми влегуваме, она се моли, јас ја гледам и се чудам, не знам што да кажам. Значи не ми беше јасно. Слава ти Исусе, и тоа го научив. Кога фати короната, ми се јави еден ден сестра ми и ми вика, сакаш ли да те уклучиме во групата кај што се молиме? Сакам, пак со резерва. И вечерта се уклучувам, дури не знам како да го користам Виберот, пошто тогаш првпат тоа го направив. И си работев некои други работи, нешто слушам, едно слушам, повеќе не разбирам, меѓутоа бев упорна, сакав, ете. Исус сакаше да ме приближи, најверојатно. Му благодарам на Исус што ме приближи, на Тихо и на Марија што ме приближија до Исус. Еден ден дојде Марија со сестра ми кај мене, ја слушам на тераса со некого, зборува, објаснува за Бог и кажува на некоја жена дека треба да се верува, дека Бог го прави тоа, дека Бог го пратил Исус за нас да не спаси, да го дал својот син за нашето спасение. И му благодарам бескрајно на Господ Бог и на Исус, што не откупи, што го зеде нашиот грев за наше спасение. Му благодарам што е вечен и вистинит, што ни дава живот, здив и се. Почнав да читам така поинтензивно, нешто сваќав, нешто не сваќав. Сакав, едноставно сакав, се трудев, како и во секоја друга работа, сакав да научам повеќе и повеќе, ме интересираше, читав, слушав, малку имам проблем со слушањето, па кога сум на Вибер нешто слушам, нешто не разбирам, кога сме во група, кај што се собираме, тогаш ми е појасно, можам и да препрашам, можам и да слушнам поубаво. Има луѓе кои ги слушам и не ги разбирам на телефон или во живо. Има луѓе, например, Тихо го разбирам одлично, Марија ја разбирам, сестра ми ја разбирам, син ми не го разбирам, ете. Секој ден сме заедно, не ми зборува јасно, ете, сите имаат, ми вика докторите, имаат различита боја на гласот, некој разбирам, некој не. Слава ти Исусе што и толку можам да функционирам. Тоа ми е проблем со синуси и нема лек. Се сум пробала, тоа е тоа. Слава ти Исусе што и толку можам, пак функционирам. Си ги работам сите работи.
Не конзумирам лекови, едно време пробував, пиев за ова, за она, за некои на природна база, вакви, онакви, кои ќе пресметав, пола пензија ми одеше за лекови. И минатата година му викам на зетот, однеси ме бе таму кај што работи, он има доктори, што е ова, ја по 4-5 илјади давам за апчиња од моја пензија, не можам. Ме однесе кај некој доктор, така посредовечен човек, и ми вика, слушајте, господјо, ова се што го има овде, не треба ништо. Се е ова комерцијално, вика, ви даваат ова, она, вика, сите имаат провизија од лековите, докторот ми го кажа тоа. Испите ги, вика, овие, за да не се фрлат, пошто сте дале пари, и више немојте да купувате. И го направив, тоа беше некаде пролета, март месец, и повеќе не купувам ништо. Се молам постојано, се молиме сите заедно, секогаш кога имам проблем, ќе се јавам дали кај Тихо или ќе напишам во групата, па сите се молат, Тихо ми се јавува. Значи се случуваат работи секакви. Минатата година тргнав некаде да одам, отворам и го нема несесерот со сите документи, новчаникот внатре, картичките, сите. А вечерта бевме кај Тихо и кај Марија, му звенам на Тихо, викам, Тихо, ајде молам провери да не сум го заборавила кај вас паричникот. И вика, јас не сум дома, вика, Марија е на работа, нема кој да провери. Ај, вика, да се помолиме, да си го најдеш, не е можно да е кај нас, ја не верувам, вика, не го видов. И се молевме со Тихо заедно. Тихо се сеќавам како сега рече, Исусе покажи каде да го најде поречникот. И во истиот момент, само што престанавме, ми звони тетка на мажот ми, тетка, ту мене живее, и ми вика, Верче, вика, што си заборавила во продавница, сега дојде мажот и нејзин раде од продавница, и му рекле така и така. Јас одам во продавницата и не си верувам на очите и на ушите, затоа што јас тој несесер никаде не го вадам од ранец, значи таму сум го оставила со пари, со картички, со се живо на каса. И таа продавачката ми вика, видов, вика, откако си отидовте, вика, ама не можев како да ве известам. И по адресата некако го исконтактирале, човеков бил таму, отидов си го најдов со се што сум оставила внатре, ги почастив луѓето, им заблагодарив. Пред се му заблагодарив на Исус, затоа што он покажа каде да го најдам. Можеше и да не го најдам. Слава ти, Исусе. Помина еден период, раката си ја истегнав лани во автобус, се направив терапии, физикални, вакви, такви, ме боли, не поминува. Бевме во Тетово, кај на Љубиша, еден дечко кој е од нашата заедница, кај неговите родители, тој од глувата заедница, многу верува, значи јас верувам, ама ми се чини мојата вера со неговата е синапово зрно. И бевме кај неговите родители и во еден момент мене од главата до петиците нешто ми се спушти како некои морници, како не можам да го објаснам тоа. И во еден момент, секојаш кога пееме, ја кривам левава рака, пошто десната ме боли. Во еден момент ја кренав десната и гледам, не ме боли, слава ти Исусе, помина раката. Поминува време, значи секогаш сите имаме проблеми, се нешто ни фали, нешто те боли, нешто ти е мака, меѓутоа, се тоа некако мирно го примам. Знам дека ќе се реши, знам дека ќе даде Бог Исус сила, дека ќе се преброди, дека ќе помине. Пред неколку месеци бевме собрани кај сестра ми. И јас во еден момент осетив нечија рака на грбот. И мислев дека сестра ми ме допре, пошто се жалам. Кичмата ме боли, грбот ме боли. Фала му на Исус што и толку можам, затоа што јас многу работам. Јас имам бавча, имам двор, сопругот ми е починат. Младиве нека се живи и здрави, синот не го интересира, јас кројам, јас шишам, јас све правам. И слава ти Исусе што можам и толку, значи на моја возраст викаат дека се стари и не прават ништо, меѓутоа јас немам замена и фала му на Исус што можам. И се завртев во еден момент да видам чија е раката што е на мојот грб, нема рака. А додека се молевме сите заедно, заедничка молитва, секој се кажува, кој се има проблем, се молиме за мои роднини, за блиски, за деца, за семејства, за кој што има проблем, за сите сотрудници во групата. Имаме сотрудници кои не слушаат, кои не гледаат, кои се аутистични, сите со секакви проблеми.
И бараме за секого исцелување. И слава ти Исусе, затоа што Исус рекол, каде се двајца и тројца, таму сум и јас. И навистина се осеќа неговото присуство меѓу нас, кога се молиме, кога бараме, секогаш го има Исус. Слава му на Исус, што е присутен со нас, што го даде животот за нас, што ни ги откупи гревовите, што не спаси. Јас го молам Исус дење и ноќе да ми прости, како сите луѓе што грешиме, сум грешела и јас. Сите имаме со збор, со мисла, со дело, сакајки, не сакајки, сите сме погрешили во животот. Јас за мене лично знам дека имам грешки направено и го молам Господ да ми прости. Сакам да ми покаже да им простам на сите кои ми погрешиле, кои ме повредиле на некој начин, а има многу во животот, дали на работа, дали од семејство. Не е битно, меѓутоа тоа се многу меѓучовечки односи. Секој секому, сакајќи или не сакајќи, сопка да стави или на некој начин да го повреди, меѓутоа јас го молам Господ да можам на сите да им простам и мене Господ да ми прости, затоа што и јас сум меѓу грешните, нема безгрешни луѓе. Може некој да каже дека јас не сум безгрешен, ама не постојат такви. Слава ти Исусе што ни простуваш, што ни даваш сила да простуваме, да одиме понатака во животот, да си помагаме едни со други. Значи ние постојано се собираме, читаме Библија заеднички во четвртоци. Секој што сака може да се уклучи, да чита и да разбере, затоа што јас и ден денеска, јас Библија читам 4 години може има веше, порано читав кратко, меѓутоа сега постојано читам. И сабајле и вечер, некогаш зависи ако не заспиам, ако се изморам преку ден па легнувам и заспивам. Инаку се обидувам да читам секој ден и имам многу нејасноти, меѓутоа во четвртоците кога читаме сите заеднички па се поставуваат прашања, јас многу ретко се уклучувам во прашањата, само слушам. Што би рекле старите, купувам, не продавам, затоа што ако зборнам нешто се губам. Не знам што сум слушнала, може да се исклучам, да не разберам кој што прашал. Јас само упорно слушам и се обидувам да разберам тоа што се кажува. Му благодарам на Исус што ја благослови Марија. Она претежно објаснува така подетално, многу работи кажува. И фала му на Исус да ја даде Господ и понатака здравје и живот. Таа е тоа кој им преведува на главонемите. Значи, преку неа разбра и од таа заедница, затоа што она им преведува, им кажува. Инаку главонемите не би можеле да дојдат до Исус, затоа што многу мина од нив кажуваат Господа ја благослови Марија, да не беше Марија, ние никогаш не можевме да знаеме за Исус, преку неа дознавме. Она тоа го прави со срце и со душа. Бог да ги благослови рацете и нозете и умот и се да ја даде Господ најубаво, затоа што тоа го прави со срце и со душа и не собира сите на едно место, и болни и секакви со сите инвалидитети. Значи секој на секого може да помогне и да каже, јас кај не слушам, некој ќе препрашам па ќе ми покаже. И му благодарам на Господ што на вистина можам да слушнам и да разберам. И тихо и на телефон го слушам, што не ми се случува со многу луѓе. Многу мина ќе ги замолам по 2-3 пати да повторат. Некого ќе разберам, некого не. Меѓутоа, словото го разбирам и го слушам, значи го слушам тихо, совршено, кога кажува дали сме во живо или на телефон. Значи, како да сум растена со тихо, кој го познавам некои 3-4 години. Му благодарам на Господ што го води, што му дава сила, ум, што му ги спушта словата да ни ги пренесе и на нас, да можеме и ние да разбереме. Фала му и слава му на Исус. Значи, секој треба да проба да почне да живее со Исус, затоа што преку Исус е патот и вистината. Исус е портата на спасението. Исус рекол, барајте и ќе ви се даде, тропнете и ќе ви се отвори. И ние бараме и го молиме Исус да ни даде, тропаме на неговата порта, за да ни отвори и да не прими. Му благодарам што не води, што ни дава живот, зив и се, што е постојано со нас. Јас сум имала падови во животот секакви, макар да не сум знаела за Исус, меѓутоа сега ми е јасно
дека мене секогаш Исус ме водел. Ние кога сме биле деца, сме имале тешки периоди кога сме немале за основни потреби, па мајка ми се трудела од ваму, од таму, те нешто да продаде, те да направи, па да не школува. И јас се запишав во средно трговско училиште, затоа што знаев дека најбрзо се доаѓа до плата со тоа школо и вистина беше така. Ние во прва година имавме некоја минимална стипендија која беше за едно дете од 5-16 години сосема доволно да си купиш нешто за ужинка и така. Во втора година имавме повеќе, во третата веќе имавме половина плата од вработените, тоа за нас беше полна капа, значи бев пресрекна, само што завршив за еден месец, одма ме вработија, одма се вработив, се омажив одма и тоа да не ми остане. На своји 18 години се омажив, што не се гордеам. Меѓутоа, слава му на Исус, имам 3 деца, имам 2 керки кои ми се мажени, имам 4 внучиња, имам син. Децата од керката ги чувам, ги водам у школо, носам ранци, готвам ручеци, правам се што можам за нив. Децата ме сакаат, ми се пресрекни и ми вика дека сум најубава баба. Јас мислам дека не е така, ама ема вика така е. И фала ти, Исусе, што ме донесе до тука. Значи, со твоја помош, многу тешки работи во животот се изживеа. Имаше периоди кога не работев, па се снаоѓав некако, одев ваму, таму, чував деца, правев се што, правев ајвари, правев чуда. Фала му на Исус и слава му што ме води цело време. Значи, секогаш сум можела да најдам начин како да преживеам, да не седнам и да бидам социјална помош, да отидам да тропнам на нечија врата, да речам јас денеска немам за леп. Него секогаш сум се снаоѓала, секогаш сум работела. Чував едни дечиња 10 години кои ден денеска ми се јавуваат на телефон, ми бараат, ми честитаат роден ден, ме бараат да се видиме, ме сакаат. Слава ти, Исусе, што ми го покажа правиот пат да истрам во животот, со сите твои подеми и падеви. Секогаш сум наоѓала решение и сега ми е јасно дека било тоа се со помош на Исус. Јас сигурно не сум толку мудра. Му благодарам на Исус што ми дал мудрост, што ми дал трпение да можам да се справам со се. Слава ти и фала ти, Исусе. Те сакам, мил Господи Исусе, од земјата до небесата. Ти благодарам за се, Исусе Христе. Се мое е Твое, се ти предавам Тебе. Моите деца, моето семејство, моето материјално, се што имам, се преку Тебе дојдено, Исусе, ти благодарам и те сакам, најмил мој Исусе, слава ти. Го молам Господ Исус Христос да допре до сечие срце, кое не разбрало за Исус, да разбере, да им ги отвори очите, да им ги отвори ушите, сите да слушнат, сите да разберат, сите да го примат Исус во срцата, да разберат што значи мир, да разберат дека се може да се помине со Исус, дека Исус не води, сите што го гледаат моето сведоштво, да се обидат да ја контактираат заедницата, да сватат што значи. Јас го молам Бог и моите деца да ги прибере во ова мало стадо, да го разберат Исус, да сватат. Му се молам дење и ноќе на Господ да ги прибере сите загубени овци, затоа што Исус е пастирот, Исус е нашиот водар, да ги прибере сите наши роднини, семејства, пријатели, непријатели, сите луѓе на овој свет да бидат благословени од Исуса, да ги води Исус по патот, затоа што Исус е патот, Исус е вестината, преку Него се може, се можеме со Исус. Многу пати кога ќе речеме јас ова не можам, меѓутоа Исус дава сила. Ако ние мислиме дека не можеме, меѓутоа јас откако нешто ќе се заврши кое ми се чинело многу тешко во животот, па ќе си помислам секогаш сум имала проблем со кичмата, на 2-3 месеци знае од чиста мира, од седење, од лежење да ме заболи кичма, па ќе спишам во заедницата, сите се молат, тихо знае да ми се јави на телефон, да кажеме неколку молитви, ден-два, некогаш се случува и одма истиот ден јас да станам одма, идам во бавча, те нешто правам, те нешто месам, славам на Исус. Значи милиони работи има кои ги правам со помош на Исус,
со Божја помош, значи слава му на Господ Исус Христос и на Таткото Небесен, што е постојано со нас, што не остава и што не заборава. Слава ти, Исусе, слава ти, Татко мој Небесен. Те сакам, Господе, се ти предавам Тебе. Амин. Барам царство Божјо, Оче, се да ми се придаде, ти се враќам, Тебе, Татко, да сум едно со Тебе. Ти се враќам, Тебе, Татко, да сум едно со Тебе. Благослови, Исусе, моја душа во Тебе. Благослови, Исусе, љубов Твоја во мене. Благослови, Исусе, да сум едно со Тебе. Благослови, Исусе, да сме вечно на небе. Те сакаме, Господи Исусе Христе.